ne volimo ispadati glupe plavuše. Međutim, ono što morate vi muškarci naučiti večeras je da mi ćemo tu glupu plavušu izvući iz nas kad god to nama treba u životu. Kad god. Ako ste recimo jučer u firmi fotokopirali 500 dokumenata da glupača ne zna upaliti kopirku, zna, samo joj se nije dalo. Ja to najčešće radim petkom ili subotom navečer kad idem van i onda moram tankat benzina, ne da mi se da mi prsti smrde po benzinu, onda to radim na benzinskoj najčešće. Znači, parkiram se tamo, gledam ove unutra, izlazim van iz auta kao joj. Tu su neki pištolji. I onda uzim one pištolje kao to se tu po šajbi šprica. To se po šajbi. I onda ove kao ne gospodična ja ću. Пред 15 години некој да ми речеше, ја ќе му се смее в улица. Знаете тоа што си кажувавме, си кажуваме, чути, нека поскапо е све, овде бар патлиџани и крастајци, бар салата ќе правиме до миле волје. Бар салата ќе можеме у неограничени количини да јадеме. Така сме си збореле, можете да се сети дека и вие така сте кажувале. Барем патлиџаните, краставиците, тоа бостано тука е ефти, цел тоа. Рај. Излезе дека стана луксузна роба. Грам кокаин со релативно добра чистота, најскупа, најлуксузна роба у Скопје, втори краставиците, по него патлиџаните. Трите најлуксузни ќе почнат под рука да ни билаат патлиџани по улици, бе, луѓи, ако не ги фатите за врат говедава, алчни. На улици ќе почнат да ни дилаат патлиџани и крастајци. Дечко, имам една зелена крива дугачка. 200 грама. За 1 евро ти ја давам. Шо вика, шо? Имам патлиџан. Малку мириса на патлиџан. Кило. 150 денара ти ја давам. Тапкароши ќе почне, ако ни даваат па тапкароши, тоа значи можат поевтино ти дават само ако е крадена роба. Дукар да ти е шитка помала цена, иначе тапкароши обично за поголема цена даваат. Цената на карти, ове тапкароши секогаш била повисока. Ама тоа која нема, кој има побарувачка. Ама сега никој не бара патлиџани и крастајци. Луѓето почнаа да јадат деривати на патлиџани. Повеќево, ќе се сложите. Кетчап макаат со кромит или салца со кромит, нешто што може да го купи поевтино, колку да осети патлиџан уста како изгледа. Страшна работа. Тоа никој не збори. Пратам на филм. Еден, двајца нешто ќе спомнат. Патлиџани толку. Нема тука коментари. Говеда, вамо, шо народ сме ние, не, ама за мејмунчео Мики. Пар да кажа какви подаръци му краде. Да видевме има ли смисла кражба или нема смисла кражба. На крајот на кришата. Чекам, па и зашто да не му крадат, бе? Ние не сме роднини. Ние има сме слични, да, ама од некој заеднички предок, викал Дарвин. Не дека потекнуваме од мајмун, него мајмуните и луѓето потекнуваат од некој заеднички предок, што науката не утврдила кој како бил. Али дека јадеме банани, јадеме и овие, и ние банани, и кикирики. Најбоље ни улушпа што се сега 200 и кусур денара. Порано беа 50 денара. Цела кеса, сега у пичку матерно. Пута 4, пута 5 цените на све. На некој сигурно ова му изгледа смешно моје обраќање.
без везе некако излитено, офуцано му изгледа. Шта, пособено на овие шове, ако сега еден, не ќе да политизирам, сега еден. Кога беше? Не, сега, вчера. Нема проблем тој. Нема врска политичар, ама не кажу им од која партија, да не искочи сега политизирам намер. 2 кеси бате патлиџани, ждрак. Корпата, која беше пуна, оние големине корпи на туркање, пуна беше до горе. Цирка 8 до 10.000 тука имаше продукти. На таков, ова видео му изгледа офуцано, излитено, смешно, глупо, без везе, зошо, чуму. Ама но ние што знаат за што зборам, не им изгледа баш нешто ни смешно, ни многу пријатно за слушање. Пази, збориме за патлиџани и краставици. А кај е она што ни се заканува поради војната во Персискиот залив и тоа дека нафтата може да скока секој ден по $10 барел плюс и сето тоа како ќе се одрази на вака здивеани цени, на здивеани цени што беа пред војната да почне во Персискиот залив и сега уште на вака здивеани цени уште да расте. Ја ви реков. Да видам само дали на 10 евра кило краставици или 10 евра кило патлиџани, тогаш ќе ви текне да речете, и чекај, што е, како, што, кој се бе вие шо, чекам да видам. Јеботе Бог, да не зборам за други работи, да не зборам што има фамилии што месо веќе еднаш у месецот јадат. Да не зборам од колку други работи еден куп фамилии ги им направи рестрикција или целосно ги укина у смисла на продукти за храна, за појма неам. Некои животни удобства, вамо, тамо, деца, идење на тренинзи, курсеви, вамо, тамо, колку фамилии направи рестрикција на тие работи. Знам дека многу од вас ме гледате. И дека ме гледаат и тие што треба да ме гледаат. Барем за оваа тема. И дека треба да направат на вистина да треснат со раката на маса. Ова вака веќе не иде. Не иде. Ова е веќе ненормално. Ненормално. А да не зборам за какво лајна од продукти продаваат. Сите знаеме сега патлиџаните какво лајно е тоа, што нема вкус. Или краставиците. Никакви. Тоа да не збориме за квалитетот. Шо јадеме? Кај се другите работи? Кај се другите работи? Здрава исхрана, веган да станеш. Па тоа, брате, ќе си ебеш матер. Поскапо е да бидеш веган него да си месождер. Ти зрнана се поскупи од јунешко месо, бе. Зрна да земеш да колваш цел месец или шо ја да таму, алги, малги, лишаи, куротресини. Поскупи се од јунешко кило. Од она, како се вика тоа месо, од анус. Ангус, не анус. Ангус се вика. Крастајца криво у анус да ви влезе. Тоа уште поскапо. Веган, па овие што се другиве типови на исхрани, тоа е Боже пази. Боже пази.
Пичко матер, колку беше поедноставно, понормално да се живее пред 40 години. Кој не беше проблем да купиш, појма не, месо,